понеделник, редовна рубрика Здрав живот, во кој што денеска ќе зборуваме за една тема, популарно или народски кажано, нервозни црева, каков овој синдром, но и колку исхраната може да помогне за да си олесниме доколку го имаме. Се разбира, наш гостин на оваа тема, секогаш нутриционист и редовен соработник Билјана Ристевска. Добро утро. Добро официјално. Добро утро. Благодарам на поканата. Ке зборуваме народски, сакав да кажам иритабилни црева, но зошто така да го објаснуваме кога многу често го слушам како синдром, имам нервозни црева, имам нервоз. Кој е овој синдром? Како да си препознаеме и знаеме да кажем имам нервозни црева? Така, тоа сепак треба да биде диагностицирана состојба на нервозни црева, од причина што тие симптоми на нервозни црева некојаш знаат да бидат слични со гастропроблеми, односно со проблеми на гастроинтестиналниот систем на нашиот организам, иако синдромот на нервозни или иритабилни црева нема никаков основ на патологија, односно на системско заболување во нашиот организам или органско заболување. Тоа е пак, како што напоменавте вие, само синдром или само состојба која што знае да биде и хронична. Значи, во одреден временски период да го имате како симптоматологија или да ги имате тие нервозни црева присутни во вашиот организам, меѓутоа после тоа некаде можеби 2-3 месеци па да не се јави никаков симптом по истите. Тоа се јавува на почетните фази кога уште можеби не е диагностициран тој синдром на нервозни црева, меѓутоа после како што ќе напредува состојбата, односно фазата на развој на овие симптоми, знае да се случува и почесто. И кога имаме ние во наводници кажано диагноза на синдром на нервозни црева, кога во текот на 6 месеци, односно половина година, некаде 3 пати во месецот се јавуваат овие симптоми. И тогаш веќе можеме да кажеме дека имаме состојба на иритабилни црева, односно на нервозни црева во нашиот организам. Сега колку е мит, колку е вистина, поврзан е стресот? Секако. Да, кој е главен причинител? Сега вака, се уште да тоа бев под стрес, па сега имам ваков синдром. Дискутабилно е тоа, уште се полемизира во фелата, докторска и народна, морам да кажам, кои се главни причинители на овој синдром, иако многу често знае да биде и стресот, можеби најчест причинител како фактор за појава на овие иритабилни црева, односно нервозни црева. Меѓутоа, многу често она пак е поврзана со стресот, со работка што вела меѓу мозокот и дигестивниот систем, односно меѓу мозокот и цревата. Практично тие трансмитери, односно хормони кои што се создаваат, серотонинот кој што е во стомачната регија, од него зависи, сега зависност од организамот, имуниот систем исто е многу битен, од него зависи дали вие ќе имате развој на синдром на нервозни црева. Практично сме биле под стрес. Така, еве сега најпрост пример, значи јавен настап, трема имате, може да се јави тој синдром на нервозни црева. Луѓе пред патување, многу често пациенти мои, ќе патувале, готово. Денеска 3 пати сум, ги испразнил цревата, па имам диареја, па некој, спротивно диарејата, има се обстипација, односно не празнење на цревата. Значи луѓе кога одат на одмор велат една недела сум на одмор и не сум излегол по надвор. Значи сето тоа е некоја блага форма на синдром на нервозни црева. Не секогаш нервозните црева знаат да резултираат со диареја, како што напоменав сега, може тоа да биде и со запек, односно обстипација. Сето тоа зависи од кога е повишено нивото на серотонин во стомачната регија, односно во крвта, значи хормонот, тогаш имаме диареја, а кога е намалено нивото, значи сето тоа е врзано со хормоните. А кога е намалено нивото е со обстипација, односно колку можеме тоа да го контролираме, како што велите да се договориме со мозокот. Тоа е договор, навистина е договор. Колку сте вие спремни да го изиграте во наводници вашиот ум, толку тој нема да реагира стресно по однос на вашето здравје. Практично со секој вид на заболување е така. Сето тоа е да го надмудриме. Главниот рачунар во нашиот организам тоа е мозокот. И во најобична диета, вие доколку не сте спремни, практично мозокот не ви е спремен. Јас често знам да кажам, јадете 2 урми, давајте сигнал да кажете чоколада на мозокот, е така сладко. Да, така е, навистина. Вие како ќе доловите тие искуства со храната, така тој ќе ги перцепира, тој не е поумен од нас, се кажувам. Меѓутоа ние тоа што ќе му пласираме како информација, таа ќе ја преработи. Доколку вие му пласирате страф и стрес, тоа ќе добиете. Многу интересно во што го кажавте, многу ми се поистоветува со она, дадете си наредба, дека сте најадени. Иако чувствувате дека се уште ви се така, дека сте сити. Да, туку доволно ми. Така.
се пошегував, не е таа темата, но само да кажем, многу ме подсети на истото. Дали главен симптом во истиот овој синдром како нервозни црева е кркорењето на цревата? Најчесто тоа се нели па се гладни сме или ние нервозни црева? Така. Како да тоа се бурни реакции, значи на цревата внатре, заради таа перисталтика која што не е нели во баланс и тие почнуваат да се однесуваат, тоа е нервозно црево, значи тие почнуваат да се однесуваат дефокусирано, практично не знаат што им работат во моментот, не знаат не знаат како треба нели да се однесуваат по внесна одреден тип на храна, односно кога ќе внесете храна со растителни влакна повеќе, доколку нели имате обстипација, тие ќе изреагираат добро, ќе имате после тоа би требало да имате нели празнење на цревата. Меѓутоа доколку имате диареја, а внесете поголема количина, сега предозирање со растителни влакна не се случува често, меѓутоа во вакви симптоми со синдроми знае да направи проблем. Кога имате диареја, доколку внесете поголема количина на растителни влакна преку храната, секојдневно што ја конзумирате, знаете како да направат проблеми, односно нели на кркорење, кој што ние народно го кажуваме во дигестивната регија, односно во стомачната регија, знае да ве направи практично во тој ден и нефункционален. Значи може да не отидете на работа, може нели да практично не можете да станете од креветот. Да ве малакс. Ете така, значи одзема силата, енергијата и практично вие не сте во можност и да се исправите некогаш од тие грчеви кои што се во стомачната регија, од болките, некој знае болката нели да биде во целата стомачна регија, меѓутоа некогаш знае да е само концентрирана на една регија или на една точка во рацете, нели само тука ме боли, ама не можам да се исправам. Многу често кога е ваквата состојба, она што советуваат секогаш здравствените работници е написе нешто за смирување. А како можеме ние со исхраната да го нормализираме тој процес, да ја смириме регијата, но и во ситуации кога знаеме дека веќе го имаме симптомот, да превенираме на некој начин. Која е таа исхрана која го прави баланс? Така, знаете, некојаш и таа терапија која што ќе земете, а доколку не ја храните со храната однатре како што треба, значи таа некогаш не се врши својата улога, нема функција во организмот. Например, еве ви имате диареја, сте земале таблетки или апче за диареја и јадете храна која што содржи големи количини растителни влакна. Вие практично не сте направиле ништо. Само нели сте го одложиле транспортот на храна низ цревата или го забрзувате транспортот на храна низ цревата и тие несварени, односно недигестирани преминуваат нели во надворешната регија, односно во дебелото црево и после преку дефекација ги исфрламе. Најдобро во такви ситуации пациентот знае дали е тоа диареја или обстипација, кои се симптомите кои што тој ги чувства, во зависност од симптоматологијата се делува и со превентивата во поглед на исхраната. Треба да се конзумираат пробиотици во двата случаи, значи дали тоа ќе бидат кисело ферментирани производи како што се кефирот, ајранот, јогуртот или ќе биде нели ферментираниот зеленчук како што е нели киселата зелка во одредени ситуации каде што имаме нели обстипација и така како е пожелна, дури онаа нели расолница позната меѓу нас во народот или јува, значи е многу делотворна како пробиотски, односно ферментиран препарат кога имаме кај синдром на нели на нервозни црева обстипација. По самото неколку дневно конзумирање веќе треба да бидат испразнети цревата и е многу важно да бидат испразнети од причина што сите токсини кои што се наталожиле во дебелото црево ние практично ги исфрламе во надворешна регија. Доколку имаме пак нели диареја, исто пробиотиците се внесуваат, се намалува внесот на храна која што содржи растителни влакна, на база на тоа се зголемува храната која што содржи повеќе протеини, за нели да се направи добар баланс во цревната микрофлора, што е многу важно. Практично тука е иритирана, односно е воспалена микрофлората на тенкото црево и тоа реагира онака како што реагира. Препорачувате, добро ве слушав, повеќе протеини наспроти јаглехидрати во таква состојба? Да, кога имаме диареја, значи секако јаглените хидрати, односно шеќерите, посебно оние како што е сорбитолот кој што е додаден во нели одредени намирници кои што секојдневно ги конзумираме, дали тоа се одредени видови на бомбони, дали се одредени видови на сладки кои што се нели процесирани, односно кои што се индустријски добиени, секако кога имаме синдром на нервозни иритабилни црева, каде што се појавува диареја, шеќерите треба да бидат секако сведени на минимум. Дури и овошните шеќери, за да не се случи нели освен бананата која што може да биде исконзумирана во текот на денот на 2 пати една банана. И сега ова што го спомнавте иде наспроти моментот кога си има диареја, прво што се препорачува банана, се препорачува геврек, перек, нешто посувовела, да, но всушност се прави грешка. Диареја, морам да напоменам Јована, таа е значи вирусна. Вирусната различна од синдром на нервозни црева.
различна е. При вирусна инфекција да велиме компир, нели орис, банана, при вирусна, меѓутоа таа трае кратко. Значи ден-два. А ова е нешто што трае подолго. Ова е синдром, ова може да биде и хроника, значи хронично премина во одреден тип, нели, на не е заболување, меѓутоа на состојба. Добро, во такви ситуации еве како да прво да забележат и да сознаат граѓаните дека го имаат едното наспроти, можеби да мислат дека имам некоја настинка, некој вирус во моментот, или ова е нешто... Како што напомена, во рок од 6 месеци, доколку става во текот на месецот 3 пати, повеќе од 3 пати, значи веќе не е тоа вирусна инфекција. Значи се случува нешто во вашиот организам плюс во тоа. Како се детектира? Се детектира значи при гастропреглед кој ќе ете да се исклучи нели на заболувањата, гастрозаболувања што се како што е улцералниот колит или колитичните заболувања и нели понатаму го имаме кроновата болест, гастритот, значи тоа треба да биде исклучено и доколку не се овие видови на заболување присутни во вашиот организам, значи веќе станува збор за нели за нервозни црева, односно иритабилни црева. Тоа пак мора да биде нели во консултација со доктор, докторот одредува заради тоа што во вакви ситуации може да дојде до дефицит на одредени макро и микронутриенти во организмот, како што се витамините и минералите и во препорака нели и консултација со доктор, тука веќе треба да бидат нели суплементацијата застапена во зависност нели од состојбата, односно од опасноста во наводници во која што се наоѓа пациентот. Од тоа зависи нели кои суплементи ќе бидат и дали треба да бидат. Некои симптоми се многу благи, пациентите нели редовно си конзумираат пробиотски култури, значи не осеќаат и не ќе се случи на пример не знам во 6 месеци 2 пати да се нели вака да биде побурна реакцијата на нервозните црева, меѓутоа има луѓе кои што секојдневно борба водат нели со синдром на нервозни црева и тука веќе мора да се вклучи нели стручно лице како што е нели гастроентерохепатолог и во консултација со диетолог нели или нутриционист во секој случај заради исхраната која што ќе треба да биде подготвена за овој пациент. Не може на своја рака ништо да се направи од причина да не се влоши состојбата, иако оваа состојба не може, нели, значи не е причинител понатаму се плашат пациентите многу лесно, знаеш канцер на дебело црево нема значи никаква поврзаност. Тоа сакав да прашам, кои можат да бидат нус ефектите доколку не се изреагира на време, затоа што велите дека има ситуации кога едноставно не се забележува во таа мера, ако е толку, да речам, со некоја поблага симптоматологија, и тоа може да трае. Може да трае подолго време. Тоа доколку трае, доколку го одржувате, а немате некоја симптоматологија нели тешка. Едноставно се живеете со тоа и не знаете дека вие го имате тоа. Не значи дека секогаш ќе го носите, да се разбереме. Доколку се случува периодот на животот, порелаксиран период на живот, средување на некои нешта во нашата глава, значи може на вистина, значи не може да заборавите дека некоја што имале нели нервозни црева, значи може да се случи некојаш во детска возраст, може да се случи нели во на адолесцентна возраст, може да се случи кај бремени жени, значи се случуваат овој синдром на нервозни црева во зависност нели од пак напоменам од работата на хормоните во организмот и од спремноста на умот да детектира некои вакви. Меѓутоа нели дека синдромот на нервозни црева е причинител понатаму за нели овие гастрозаболувања, не, тука нема поврзаност. И затоа нели треба доколку пак нели не дај Боже имате симптоми поразлични од овие што ги напоменуваме, секако треба да се направи гастропреглед. Дали е тоа нели дали ќе биде колитно заболување, дали ќе биде некој друг вид на гастрозаболување. Да се детектира. Секако, нека се исклучи тоа како веројатност, постанете вие на синдром нервозни црева, кој што е многу полесно нели се справувате со истиот. Многу често го слушам нервозни црева синдромот кај деца кои што се во училиште. Веројатно оној стрес, неизвестност, можеби пред испит, пред испрашување и можеби самиот период во растење и созревање во училиштето го прави истото. Како да пристапат родителите во делот на исхраната и контролата на овој синдром кај децата? Прво вака со поголемо внимание на децата. Тука не им фали ништо во поглед на храна на дечињата, им фали малку повеќе разговор, им фали малку повеќе внимание. И знаете како тие некако таа комфорт зона дома што си ја имаат, сега вие ги одделувате и одат некаде сами, каде што не се главни, практично одат меѓу 20-25 дечиња и нивниот збор нели не секогаш е прв и не секогаш се слуша. На прва, дома, за разлика од дома, тоа е многу поразлично, сите нели некако па првачи кога детето па нели удоволуваме и правиме се и се нели се сведува на желбата негова. Овде најчесто во таа детска возраст тој синдром на нервозни црева се јавува токму таа причина, од емотивна причина. Тука нема проблем, значи доколку детето нема проблем со дигестија на храна, нели детектирано, односно усвоено докторите
нели кажам како диагноза, значи тука треба повеќе внимание, треба повеќе разговор со дечињата. Храната си остане онака како што е, немојте да му придавате значење на детето, па сега ние заради тебе ќе осмениме начинот на исхрана, па тебе утре нема да се случи тоа. Не, треба детето јасно и гласно да знае дека тоа е неговата обврска, како што е нашата денеска наутро станеме да отидеме на работа, дека тоа се ја врши таму задачата што треба да ја заврши, доаѓа дома во неговата пак комфорт зона и се продолжува се каде што и се смирува себе. Секако. Меѓутоа тоа само со нели долги разговори, со убедување на детенцето дека тоа таму е неговата средина, дека таму се тоа нели неговите другарчиња и дека нема да има нели никаков проблем. Најчесто знаете ли се вале наутро кога ќе стане деченце, сега тоа ако ми воле не одам денеска во училиште. Да. Нели се случува. Еве ќе го оставите, така? Меѓутоа се случува тој другиот ден. Да. Еден ден може да се опрости да се остане, меѓутоа не може тоа се случува во континуитет. Или ако види па дека еднаш нели сме попуштиле, ќе се го користи тоа како нели причина за понатаму почесто да ескивира или да не сака да поеде, нели практично и тие задачи да ги изврши, му се нешто ново е, му се гледа ако останам дома подобро ќе биде. А во начинот на исхрана не треба тука никаква промена, пак ќе напоменам доколку детенцето нема детектиран проблем. Она што сакам да искористам и да ве прашам е дека многу често сега слушам дека и вие ги споменавте пробиотиците за возрастни, ги даваат пробиотиците за деца превентивно. Што значи тоа превентивно? Така, јас се од најрана возраст. Еве сега да го поврземе со синдромов. Да. Значи од најрана возраст веќе се даваат заради имуниот систем кај дечињата. Практично доколку имаме ние добар дигестивен систем, односно микробиомот кој што се наоѓа нели во тој дигестивен систем, доколку е чист, доколку е здрав, практично таму потекнува и целиот имун систем со имуни клетки. Затоа на дечињето најрана возраст и кога е здраво детенцето, веќе ве гледаме од бебиња, 2-3 капки пробиотик, имам јас свои блиски мои роднини братучетки кои што имаат дечиња, и вика 2-3 капки пробиотик. Викам јас ова, нели, ние не сме давале, јас сме поголеми, практично работите се менуваат. Докторите ми кажуваа нели на времето дека преку мајчиното млеко, сега морам да напоменам и тоа, дека дечињата сега и поретко кое детенце се дои или цица од мајката мајчино млеко и затоа веројатно самото раѓање му се даваат овие пробиотски култури. Меѓутоа, кога ќе почне тоа детенце да јаде, сметам дека треба преку храната да се внесуваат овие пре и пробиотски култури, зашто и пребиотиците се многу важни во оваа фаза, не се само пробиотските култури, и дека треба да ги внесува преку начинот на исхрана. Можеби многу полесно, не 2-3 капки пробиотик да ставите нели во лажичка, да го дадете на детето и во текот на денот дали зело чоколада или јадело, не знам, манџичка, не ви е важно пробиотик влесно. Дали ќе испие една чашка јогурче, не е тоа важно, ние пробиотик дадовме. Не, треба да се превенира, односно се гледа тие пробиотски култури да се внесат од храната практично, заради тоа што нашиот организам, односно детскиот организам, само така ги детектира во цревната микрофлора од природата добиени и си ги абсорбира оноку колку што има потреба во текот на денот. Вие од кај знаете дали денеска вашата керка или синче треба да исконзумираат, тоа е дневна препорачлива доза да, меѓутоа не може кај секој дете да биде иста. А со храната знаете, значи знам јас колку милилитри јогурче треба дете кој што има 16, 17 или 25 килограми да земе. Тука е многу полесно, математиката е многу полесна. Да, убаво и го спомнавте ова, лимитирано ни е времето, таа беше темата, но мора да отвориме и друга тема за следниот пат. Многу прашања ми остана неодговорени и ми отидоа во друга тема. Секогаш, драга гостинка, благодарам Билјана, благодарам што и денеска го започавте утрото со нас и оваа работна недела. Се надевам дека ќе биде плодна, иако ќе одмориме еден ден, но сепак останатите денови дека ќе бидат онака како што сте зацртали. Ако сте ме до некој рано ране, така да, плодна ќе биде веројатно неделава. Благодарам многу на поканата, се гледаме во следната. Се гледаме, се разбира.